со други работи, затоа што ова е епизода која завршила и епизода која треба да биде еден пример што никако не смее да се случува во македонската демократија. Дали е тоа прифатливо, Димовски? Значи, Чомовски, она што преска кажав што е она што формално постои во собранието, тоа е една оценка 43, една општа и една на средина. Јас мислам дека ако како политичка позиција се вгради во нормативна смисла може да биде добра основа, меѓутоа сепак мислам дека треба да имаме во предвид да оставиме што е можно поголема слобода на анкетната комисија, да не ја условуваме, да не ја насачуваме, да оставиме автономија. На крај на криштата 2 члена ќе дадете вие, 2 члена ќе дадеме ние и 5-тиот член ќе го договориме заедно. Така и вашата одлука имплицира такво решение и нашата одлука имплицира такво решение. Значи ќе треба да се обезбеди. Значи Джевата Деми ќе биде председател на анкетна комисија, бидејќи не ги прифаќате Антов и Трајанов, а? Добро, за Антов има легитимна причина, поради што човекот е координатор на пратеничка група од која што има учесник во инцидент. Значи ние прво не сме стигнале да може да се изјаснеме дали го прифаќаме. Дај Боже да стигнеме брзо до тоа решение. Не сме стигнале. Значи политичка волја Чом има од сите страни. Добро е тоа што председателот на собранието секој ден закажува координации, добро е тоа што партиите доаѓаат на тие координации, да се надеваме дека утрешниот ден ќе биде подобар од денешниот со тоа што Јас ќе го доживам тоа како епизода и мислам дека некои од странските дипломати веќе така јавно говорат. Меѓутоа, клучното прашање е, а рековте нема условување, што за мене е вака позитивен нагласок во позицијата на СДСМ. Ако нема условување, што е сега пречка да се пријде кон компромис околу деловникот? Бидејќи деловникот е стратешки документ на кој треба сега главнината од партиските и пратеничките фронтмени да ја покажат евроагендата, бидејќи на 20 треба да испоставиме дека деловник со промени сме направиле. Има ли околу тоа позиција на компромис? Знаете, ние компромисот го направивме многу одамна и ова сега што се случува ми е една реминисценција на она што се случуваше минатото лето, кога дојдовме во Цајтнот, се зборуваме со шаховски термин, кога се бараше од нас заради интересите како опозиција, заради интересите на Македонија. Поддржете ги овие 3 закони, да добиваме позитивен извештај, да одиме натака во евроинтегративните процеси. Ние тоа го направивме. Ние нашиот дел од врската ја завршивме. Јас бев на таа лидерска средба заедно со претседателот на мојата партија, каде што беше кажано од страна на премиерот, оке. Значи, ако вие ги гласате тие законски решенија, ние во одреден рок кој истекуваше на 4 декември минатата година, ќе го промениме деловникот да биде донесен со консензус заедно со опозицијата според препораките на Венецијанската комисија. 4 декември денеска која дата сме, може да видите колку време помина. Значи и повторно сме во истиот сајт. Не само уште 2 збора. Повторно има уште 7 дена, значи до 19 до заседавањето на комитетот за стабилизација и асоциација и повторно сега дајте помогнете. Добро, што е основата на венецијанските сугестиите на Венецијанската комисија? И дали е тоа прифатливо дефинитивно и за ВМРО и за вас? Значи јас она што вчера и во разговор му кажав и на претседателот на собранието е дека нашата позиција да има една точка на секоја седница предложена од страна на опозицијата е легитимно право, дека тоа право ќе биде и во интерес и на идната опозиција во Република Македонија, значи затоа што ние сме во повеќе партиски систем и никој на власт не останува вечно. Меѓутоа, она што исто така во меѓувреме се случи околу неможноста на опозицијата да дебатира за трошењето на народните пари, значи ние бараме парламентарен механизам како да се дискутира за трошењето на народните пари и сакаме да го спроведеме она за што бевме во Велика Британија, значи како пратеници го користевме нивното искуство како една стара демократија, условно да кажам, од која има многу што да се научи, како тие надзорни комисии расправаат околу трошењето на парите на граѓаните во собранието. Легитимно барање кое во услови кога се настана оние промени на законите во меѓу период, мислам дека никој не може да го оспори зашто има отворена поддршка од сите институции. Никој не рекол не. Значи, ќе ми дадете некоја минута, така. За среќа јас бев присутен на таа лидерска средба, се сеќавате. Разговорот одеше во насока дека се што е во рамките на забелешките од Венецијанската комисија, дека ќе биде прифатливо за ВМРО да помане. Проблемот излезе во толкувањето на тоа што е од Венецијанската, што не е, па се договоривме партиите да ги поднесат до Комисијата за мандатно-деловнички прашања сите своји забелешки, да се разгледаат на отворена седница, да не биде тоа некој пазар позади сцена, туку да биде на отворена седница и јас
Ги понесов со мене барањата од Социјалдемократскиот сојуз, барањата од ЛДП и барањата од Нова демократија. Значи, она што во првиот момент беше дилема, беше да се прифати барање на опозицијата за една точка на дневен ред, меѓутоа, дали таа ќе биде точка во која што може да влезе се, или ќе биде точка во која што ќе биде само закон. И тоа беше дебата во која што Социјалдемократскиот сојуз не отстапуваше. Инсистираа да биде точка по нивен избор. И таа дебата беше долго време. Во моментот кога рековме во ред, ви го прифаќаме тоа, нека не биде закон, нека биде точка каква што сакате, тогаш отворија нова дилема, и сега да не биде тоа еден месец, иако во нивните барања го нема специфицирано тоа, да не биде тоа еднаш месечно, да биде на една седница. Иако сите други барања педантно се прифатени. Значи, ова е клучната... Ова остана последната. Барање, не е ова остана последно барање кое ти не го под прифаќаш. кое што, сега, ве молам, да се договориме прво. Интеграцијата на Македонија во Европската Унија не е автономен проект на ВМРО-ДПМН, а не така? Тука се согласуваме, тоа е општествен проект. Не е воопшто. Значи, приоритетите за добивање на позитивни мислења од Европската Унија не е само од интерес на ВМРО-ДПМН, се надевам дека и Социјалдемократскиот сојуз. Иако во последниот период имаме чувство дека Социјалдемократскиот сојуз малце го смени правец. Тоа е ваше чувство, господине Димовски. Ако е така, господине Петров, вие не треба со позитивниот извештај да не уценувате. Знаеме дека носењето на измените на деловникот. Како ве оценуваме? Кажете ми како Знаеме дека сега ќе ви објаснам. Знаеме дека носењето на измените на деловникот, кои што се по ваше барање, не се по наше барање. Ќе бидат позитивно Заклучот на лидерска средба се господине Димовски. А да таа лидерска средба кој го побара? Значи, кој го побара тоа на таа лидерска средба? Заради позитивниот извештај на Европската комисија. Кој го побара тоа на таа лидерска средба? Јас памтам дека господинот Црвенковски го побара. Три закони ви поддржавме. Тоа е ирелевантно. Ајде, како ирелевантно? Го прифат. Ирелевантно е во смисла. Одредници беа тие закони, како ирелевантно? Значи, ги поддржавме трите. Зборуваме за деловникот или за законот за собрање? Јас ви кажувам дека три закони ви Ама вие тоа сте го направиле за Македонија, не сте го направиле за ВМРО. Дайте направите и вие нешто за Македонија. И па ви прифативме 99,99% од барањата. Да не се претвориме Сега не доведува. Само малку, да се доискажам, пошто ми влеговте неколку пати. Тоа што е факт е дека имаше список на барања од Социјалдемократскиот сојуз кои што се прифатени. И имаше едно прашање за кое што дебатиравме, дали ќе биде закон на дневен ред или ќе биде точка на дневен ред. Ви прифативме да биде точка на дневен ред, тогаш вие додадовте сега да биде на секоја седница. И тука имаме проблем. Еве го новиот деловник со сите барања, господине Петров. Повелете, подпишете го, јас и вие утре да го поднесеме. Тоа е начинот на кој што ќе завршиме работата. Тука се вградени сите забелешки кои што сте ги доставиле до комисијата за мандатно деловнички прашања. Вклучувајќи и дебата по точка по која што они ќе бираат. Не е така. Ова е тоа. Значи не е така. Значи не може некој да ја ограничи на опозицијата право. Можам да ви дам примери од повеќе земји, ќе речете тие земји се далеку напред, нордиските земји или Велика Британија или Франција, па ние сме Балкан. Јас се трудам мојата земја и ние како партија да не биде Балкан, да биде земја која е просперитетна. Ако таму има можност опозицијата да постави точка на секоја седница, не верам зошто не имаме Македонија. Зошто да не го користиме тој демократски инструмент како опозиција, кога сите други инструменти се на страна на власт. Нема логично објаснување зошто тоа не би се направило. Меѓутоа да се доискажам само еден момент. Значи клучното прашање тука е зошто повторно сме во цајтно? Зошто она што требаше да се направи до 4 декември минатата година? Повторно треба да го направиме во недела дена пред да заседава Комитетот за стабилизација и асоциација. Социјалдемократскиот сојуз еднаш покажа дека заради интересите на земјата е подготвен да отстапи од партиските интереси. Сега повторно се очекува од нас дај направете компромис. Ние сме спремни и за ова прашање утре на координација и следните денови да седнеме, сериозно да разговараме и во интерес на земјата и националните интереси да дојдеме до решение. И тоа не сме спремни повторно да веруваме на нечи избор. Еднашка му верувавме на човекот што седеше карши нас на масата, премиерот Ивети, дека до 4 декември ќе го направиме, тоа не го направи. Значи не навлегувам во мотивите и во причините, не го направи. Не, ова е клучно барање. Сите барања ви ги прифатив, ама го модифицирате. Прво дискутиравме дали да биде точка или да биде закон, поради тоа што во Венецијанската комисија тоа не е дефинирано. Вика да има право опозицијата и така натака, да отвара прашање. Сега дали ќе биде закон или ќе биде точка го дебатиравме неколку месеци.